пиперца, така. И за вкус обавезно пипер 3 пати на ова количина. 1, 2 пати, 3 пати, чекай, еднаш да вратам. Така, 3. Чекай се, а зашто ме викна овде се, шо е ова работа? Сарми за Свети Никола. А Најстручната работа зашо? на Свети Никола. А зашо рече Сарми? Сарми знам шо се, ма зашо? Кој е тој Свети Никола? Свети Никола, значи голема слава, 80% прилепчани слават во Прилеп. Иначе тој е кујќен светец или заштитник во најголем број семејства во Прилеп. Историски гледано е, значи историска е личност, не е измислен, да, тој е Ова Зелка. да, Зелка и главен култен момент е дека се прават постни сарми, а Прилеп во време на Свети Никола преголема тието. Да, вериш? На полуто, ако не и на четвртина. Ама нема че ми се загини враце. Значи ова е висока стручна работа, не знам, да не ни треба стручна помош да видиме. Па не знам. И ова е голема, треба вака. Чекай. И покрај, значи Тетко постна. Бажо, Ај, покажи малку. ние не се снајдуваме баш овде. Еве вака, Чекай. сега со лајчето ќе си туриш на... Ама ела си од ова страна вака меѓу двајца да се... Еве вака, ќе си земиш со лајчето малце оливче и ќе си го свиткаш, вака, убаво да го стегниш, Ама чекай, ќе се вркни. Не, не. Не се вркни. Еве вака во тенџерче си се клава после. како? Еве исто и ти ќе земи малце. Земам Ете овде. така. И како писмо. Да, како ќе... И над него, за да не се валка, стегни го сега сега малце. вака? Да. Така, треба малце, затоа раката Аха. не боли наско да правиме многу сами. Слушај, дојме да копаме нива. Ja? И дрва да... Или дрва да цепиме нешто. Ај, ние можеме дрва да Ама- направиме, ова не е нешто баш лесно. Абе, Чекај, се да Значи, учите, мене- мажите се најдобри кувари. Како може да не знаете? ама нешто нас не ни оди. Не. Ама и мало е, Да пени е пробам, мало. Малце поголемко. Така, поголемко малце и... Да. Ете, Гледаш дека така. требаше поголемко. Па треба. Треба. За Сега се треба- пашламарки, сарми ќе за- правиме. Ама не се пашламарки, овие се кои ќе се навари право сармиче. вака. Ете така. Трошка и тука треба занаат малце. И го стигаш, рече. Така, ќе го стигнеш малце и тоа е тоа. И сега, фала ти многу за стручнава помош, сега сакам до другиот стручнак да ми каже некои работи. Ајде. Пошел овде ме викна, окей, викаме Сараево, рече некој Свети Никола, почна да ми кажува што било 80% од Прилеп. И сега од кај тргнало ова? Како тргнало? Значи, кујчен заштитник е од пред христијанството. Се викале Лари Пенати во Грција, во Стар Рим, го има кај траките, кај илирите. Стои кујчниот заштитник на десното рамо на секој човек и го штити. Подоцна со примањето на христијанството станува кујќен светец. И Свети Никола е многу популарен затоа што бил заштитник како историска личност, бил заштитник на морнарите, аптекарите, трговците, сите кои патуваат на некој начин, посебно на морнарите. Ај, кажи ми како ќе витка Сарми на Средморе? Па на Средморе не виткале сарми, значи на Средморе е сето поврзано со риба и ден денес е останат обичају, малечко дете, ако му запни коска од риба во грлото, треба да се изговори името на Свети Никола и тогаш Полесно ќе извадат коската. Полесно ќе извадат коската. Значи, тој е поврзан пред се со децата, со морнарите, реков, со младите девојки и со дарувањето. Значи, на Свети Никола ние се правиме, многу имаме обичаи, но малку го забораваме дарувањето на она хранење со сарми, значи на луѓето, на народот, кој го има секоја година како општински празник, точно се базира околу дарувањето. Значи има вистина во кај што го поврзува Свети Никола со Дедо Мраз, еве кај да речеме како западно цивилизацијска придобивка на 21 век.
Вистина е, 20 и 21. значи двете работи не се вистина, не го поврзуваат, туку Свети Никола е Дедо Мраз. Дедо Мраз. Значи не го поврзуваат, тој е Дедо Мраз. И второ, не е западен изум, туку тој е измислен во Русија, воопшто немал црвено одело, туку имал плаво. Дури подосна е земено од божичната индустрија во Америка и направен е бизнес. Инаку предходно Дедо Мраз ги имал истите тие атрибути кои ги имаат германскиот Водан, Коњаникот и Посејдон. Тој прво ги носил душите на мртвите на оној свет. Па подосна му се дадени другите атрибути, но зошто му се дадени? Заради неговата дарежливост. Тој бил богат, бил епископ во Мириклиски, значи во тоа место, и целото свое богатство го подарил. На кој начин? Обично девојките кои се замажени, а немаат мирас, тој им фрлал преку прозорецот златници за да ги омажат. Знаете, тоаш не можете да омажете девојка ако немате мирас. Морате да му дајте на некој многу богат и многу постар, се разбира, а девојките тоа нели не го сакаат. И заради тоа тој им фрлал златници за да ги омажат подобро. Но еден ден кога сакал на третата ќерка на еден трговец кој бил порано богат, а сега осиромашил, кога сакал да му го фрли кесето за да ја омажи ќерката и најмалата, прозорчината биле затворени и тој се качил горе на кровот и им го пуштил кесето со алтан и му го пуштил преку оджакот. Чорапи се сушеле и алтаните паднале во чорапот. И оттаму е оној обичај да се оставаат подароци на западот во чорапот, значи од неговата постапка. А сега ми викнале да виткаме сармица слава. Значи, ај сега објасни ми малку од кај дошло, како почнала таа кујчна слава. Па кујчната слава е усвоена со самото усвојување на христијанството. Виделе, сите сме биле пагани и црквата увидела дека не им е исплатливо да се борат против народните обичаи, туку на народните обичаи им ставале христијански светеци. Тоа се покажало многу делотворно. Така и Свети Никола го усвоиле многу племиња. И светците, како и се друго, подлежат на мода. Во тоа време, кога го се примало христијанството, многу племиња го примиле, најмодерен бил Свети Никола. И затоа најголемиот дел од брсјачките племиња баш го примиле Свети Никола како кујчен заштитник и светец, макар тој се воведува со векови. Тоа не е одело наеднаш. Многу е за наши услови многу е модерен, што докажува дека и западната индустрија го зела како Дедо Мраз. И русите го зеле во социјализмот, значи не бил тогаш царска Русија, не говориме, туку за социјалистичка Русија говориме. Бидејќи е заштитник на патниците, а секој од нас има некого на пат. Печалбари сме биле, многу сме патувале во минатото. Уште сме печалбари. И уште сме печалбари. И обично кога се блосое, кога се наздравува за Свети Никола, секогаш кога имаме некој, викаме Господ да го чува напад или Господ да го врати од каде што дошол, значи во самата куќа. Од каде е потеклото? Потеклото е од една света пијанка, свето хранење, кое се вика паразитео. Чеки се, рековме света пијанка. Света пијанка. И пијањето е култен елемент, значи да не сакаш на Свети Никола можеш да пиеш, но не мораш многу, така да биде пристојно, па дури да е и ракијата од кај си. Значи, ајде. Господи помилуј за многу години. За многу години. Човекот кој се избира на таа скапа пијанка, обично била селска пијанка, не можеле сите да седнат на главната маса, се избирало со коцка кој ќе седи на главната маса, бидејќи мислеле дека на чело на масата седи Господ, Богот. И сите кои биле избрани со коцка се нарекувале паразити. Па чеки, што е различно денеска? Па нешто многу слично со денес. Сега не само со коцка, со гласачко ливче, треба. Малку има тука гласачко ливче, малце коцка, малце криминал, но нема врска. Нема врска. Да, не влегуваме во тие приказни. Паразитот бил многу ценет, почесно место имал и не смел ништо да работи. Можел само да се шетани селото, значи цела година од кога избран, тој не работел ништо. И
така, затоа може би не потсеќа на некоја наша овде ситуација во Македонија. Па види, се менува технолошки работите, навиките тешко и хиерархиската поставеност. Да, да. Оттаму, од таа скапа пијанка, значи, преминува во една друга скапа пијанка која се вика лектерстернија, па после преминува во најскапата пијанка која се вика симпозиум. Затоа и кога одат на симпозиумите се подразбира дека е тоа нешто скапо, убаво платено, така. Оттаму од сите тие настани, со самото доселување овде и со примање на христијанството, ние ги земаме тие стари обичаи како годишни светци, заштитници на село, на мало или во сегашна верзија на самото семејство. Интересно е дека не е попут церемонијал мајсторот, туку е домајчинот. Значи, домајчинот и Господ во една куќа кога е славата, тоа е исто. Значи, тие ги имаат истите функции. И нормално се крева погача, се носи во црква на пеење, се прави блудец. Значи, блудецот е како мртовечко јадење, ама тоа е славски буџет. Славски блудец. Блудец за кој се треба сериозен буџет. Да, за кој се треба сериозен буџет, да. Затоа што никој не го пее без пари. Не може, славата, значи не е ефтина работа. Посебно треба да се купат риби, се јади секогаш, треба да се купат ореви, оревите веќе 200 денари на ефтините дојде. Се купува она што се нарекува емиш, а тоа е се што има од овошје, плюс најчесно било да имате и емиш од странство. Значи лимони, портокали, мандарини, што во тоа време навистина било скапо, посебно смоквите кои иделе дури од Израел овде и по старите семејства овде ги купувале или урми точно за Свети Никола. Главно, најкултно од сето е оревот. Оревот е, значи, самото оревово дрво, се мисли за сеновито дрво во кое идат душите на мртвите, а оваа слава е поврзана со култот на мртвите. Значи, на таа слава ние треба да се сетиме на сите тие кои биле пред нас во една куќа. Секогаш тие лари и пенати, кои кај се викаат змија чувар кујче, треба да се спомнат, значи, на слава за заштита на самата куќа. Затоа што куќата за домајчинот и за сите во семејството е најсветото место на светот. Точно, лектерстернија не можете да имате ако не се смета домот за свето место. Тоа е поентата на славата. Вака сите овие работи се исклучително интересни и учиме многу работи. Мислам дека тоа што го спомнавме на почеток, ние да научиме сарми да виткаме ними. Току дојме да исцепиме по некој дрво за огнот, треба да се вара овие што ќе ги свитка некој друг. Ако чека на нас слава, ни ќе биди, ни ќе види. За многу години нека е празников. За многу години да не чува светецот и година повесели. Господи помилуј.